Во рамките на Европската унија има нов моментум да се истурка процесот на проширување пред се заради Украина и Молдавија, а од тоа ќар може да има Западниот Балкан и секако ние македонците. За да го истурка тој моментум, Европската унија веќе некое време минува низ процес на политичко и геостратешко преструктурирање и се погласно се размислува за некаков си вид наменување на правилата да игра. Дали тоа ќе биде фазното членство на Мерц и Макрон, некакви си арбитражни комисии или квалификувано мнозинство, се едно. Факт е дека нешто се менува. Тоа не значи дека ете членството ни е тука пред врата, но таа промена може да биде од корист за Македонија, да го забрза процесот и конечно да се добие некаква си перспектива кога тоа би се случило. Тоа не значи дека треба се слепо да се прифаќа, но треба детално да се проучи, да се види кои се позитивните, а кои негативните страни и да се донесе решение. Факт е дека Македонија, нашата дипломатија и премиерот Мицковски покажуваат проактивност и креативност во евроинтегративниот процес, нудејќи различни решенија, дури и надвор од вообичаените рамки, како и начини за постигнување договор, но договор што би ги задоволил сите страни. Најлошото решение што може да го направи Македонија во моментов е да ги направи тие уставни измени, онака како што ги ветија СДСМ и ДУИ, а на кој сега, како воли, во купус инсистираат само Бугарија и Венко Бугари во устав Филипче. Така што во моментов треба да се игра паметно, да се почека да се види што ќе донесат овие промени во Европската унија. Но не да се чека на слепо, туку да се биде проактивен и да се учествува во креирањето на таквите решенија, токму како што и прави актуелната влада. Што ќе излезе на крај, допрва ќе видиме. Како рече Еди Рама, 3 работи не може да се предвидат: Господ, сексот и Европската унија.